Почитувани мој добар ден. Денес се навршуваат цели 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. А не единствен начин да се заштитиме од катастрофални земјотреси е всушност правилно просторно планирање и изработка на квалитетни генерални и детални урбанистички планови, како и одговорно проектирање и изведба на конструкциите. 60 години по Скопскиот земјотрес. Ја научивме ли лекцијата? Тоа е оно што денес ќе ве прашаме и секако ќе зборуваме со вас околу тоа дали денес градат ли архитектите и градежниците одговорно и сигурно. Меѓу другото, ќе ве подсетиме дека и на социјалните медиуми можете да ја продолжите и започнете дискусијата помеѓу себе, се разбира и со нашите следачи, кои што не следат на Facebook Црвена линија, потоа профилот на Телма телевизија на Facebook, каде е објавена секако нашата денешна тема, потоа на Twitter, но и на Instagram. Ако се уште не сте не заследиле таму, веќе во овој момент побарајте, заследете на Instagram Црвена линија и веќе на Instagram стори, доколку кликнете, ќе ве пречека денешното анкетно прашање на Црвена линија. Прашуваме, дали новите градби се градат по сите стандарди? Две опции за одговор, да, независно тоа кој е вашиот одговор, резултатите ќе ги соопштиме по рекламите, а секако ова прашање дали новите градби се градат по сите стандарди ќе бидат поставени на сите оние кои што директно ќе се вклучат во денешното издание на Црвена линија. Телефонскиот број до нас е 02 307 0005. 5 линии се активни и секако не заборавајте задолжително да го намалите тонот на телевизорот. Па еве, 60 години по Скопскиот земјотрес, дали ја научивме лекцијата? Дали сметате дека се гради по сите оние стандарди кои што се задолжителни и дали се гради одговорно, не само урбанистички, туку и превентивно. Така да, ете, денес тоа е оно што сакаме да го слушнеме од вас, бидејќи верувам, забележувате, знаете и имате став и одговор на овие денешни прашања. Секако и оние кои што, еве, се дел од оваа проблематика, активно и работат и како архитекти и градежни инженери, секако сите оние кои што еве можат од прва рака да принесат какви се случувањата на теренот, секако ќе ни биде драго да ги слушнеме во ова издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден! За жал подсетување на не убав ден, пошто јас сум една преживеана, така да ова ми е некој втор живот. Така да јас учев во училиштето Njegos и сега ќе потенцирам, тоа се срамни со земја. Среќа што беше, значи, се случи летно време, иначе ќе бевме сите, за жал, цело школо ќе беше. После, ова школа е направено од Швајцарија, Песалоција сега, и тоа е направено сега на перничиња, јас ќе како да ви кажам, значи, ако дојде во случај на нешто, вајде да има некој мишање да не може да се сруши. Сега ова го знам, пошто и моите деца тука учеа и ја после таму завршив ова, така да тоа го знам лично да кажам. И се другиве, видите вие, аеродром секоја година мислам дека по 1 сантим и како тоне. Значи таму тоа подрачје не е, таму беа се бавчи. И сега вие, ја не знам се како да кажам и овие што градат, значи имате вие статика. Јас сум по некој случај градежник, така да имате статика, имате ред работи. Како ги тие, како испитувања прават и што ги прават, мене не ми е јасно да се дозволи такво нешто, пошто слушам дека се случува. Затоа што Скопје е толку трусно подрачје. Сега ние сме во некој таму, не знам, Плоча, Кюстандилска и Црна Гора. Иначе сме во линијата на Португалија, значи Скопје. Така тоа го имам и со не само читано, го имам и кај мене со документ. Така да не се гради, ја мислам, и не се испитува. Големо благодарам еве што го пробивте мразот во ова денешно издание на Црвена линија и секако од прва рака и како некој кој што го преживеал катастрофалниот земјотрес на некој начин и бил сведок од тоа време, еве проговоривте всушност како ви изгледа односот кон
урбанистичкиот план кон градењето и всушност колку сме ние всушност и подготвени, не дај Боже да се повтори ваква несреќа. Дали всушност воопшто и ја научивме лекцијата? Добар ден. Добар ден. Повелете, намалете го тонот на телевизорот. Да, добар ден. Добар ден. Го намаливме до крај. Во ред, повелете. Барем ќе да гледам. Океј. Значи, прво, јас сум 60 годишна, 3 години од 2 ме спасиле. 5 часа ме вадиле како Старско пенес во центарот. Најтрусното подрачје, сега кај што е гимназијата Јосип Броз Тито. Тоа е некоја историја за кој што до денеска прашина, ако поминувам, имам некоја фобија на прашина. Тоа е. После се вработив во Македонија проект, каде што е една од најдобрите фирми и баш се работеше во моје време од 83-та до 79-та, тогаш си измиката преко институтите, сега да не ги објаснам имиња, презимиња, многу добро се справува со тоа. Инаку Скопје беше керпич град. Керпич значи од онија тули на времето, нешто се запази, 80% земјотресот се уништи. Сега се прават, пошто работа во статика, се прават со арматури, ребес арматура, и да не објаснам, пошто за гледачите нема да ги замарам. Се е во ред, меѓутоа мислам дека премногу се гради во центарот, во најтрусното подрачје кај што беше. И Вардар има подземни води и така натаму. Не би сакал да се повтори тоа, меѓутоа треба многу да се внимава. Благодарам бескрено и вам за вклучувањето во Црвена линија и ќе ве потсетам сега како продолжете да дискутирате, да коментирате, шернувате и лајкнувате на Facebook Црвена линија. Ќе потсетам и на Twitter, но и на Instagram, каде што имаме анкетно прашање на Instagram Story, дали новите градби се градат по сите стандарди. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач, можеби гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се гради по сите стандарди во последно време? Вакатина. Пред се знајќи дека Скопје е трусно земјиште, мислам сега, јас не сум надлежен орган кој што ја деломочно ја познавам таа проблематика. Меѓутоа, знајќи дека Скопје е трусно земјиште, знаете како градиме ние. Ја мислам се ова градење е фушарија. Верувајте дека не ве лажам, не сум конкурентен за тие градежни фирми, него го зборувам од гледна точка. Не дај Боже како оние домино ефект, зграда до зграда да ги прават. Јас не знам која општина им дозволува, кои архитекти, кои советници им даваат зелено светло да гладат такви згради. И од тој аспект јас зборувам дека не се по стандардите дали се. Не верувам дека се и по стандардите, така да за жал не да ги заплашам граѓаните, моите деца живеат таму и јас живеам во Скопје. Така тешко е тоа да го одговори човек, тоа е стручно како се прават и гледајќи ги како ги прават, оние Holiday 40 катници покрај Вардар. Тоа е за мене, не знам. Немам коментар, не сум надлежен. Затоа само сакам да кажам дека е промашено. Верувајте дека е промашено. Господ нека ни е на помош да не се понови тој земјата што на денешниот ден ни остана. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако тука ќе потсетам, внимавајте и на тајмерот, но додека траеме можете повторно да го завртите нашиот број. Кога сме веќе кај коментарите, еве можете да видите како изгледаме на Црвена линија. Еве овде е поставена нашата тема денес, односно градат ли архитектите и градежниците одговорно и сигурно и дали ја научивме лекцијата 60 години по скопскиот земјотрес. Еве ќе издвојаме еден од коментарите каде што вели Винг Бачун, еден стручњак изјави Скопје лежи на процеп на 200-300 метри длабочина. Уште еден јак потрес и пола Скопје отиде. Па еве дали сметате дека ја научивме лекцијата по земјотресот и дали се гради одговорно и сигурно, дали се запазуваат сите неопходни стандарди со оглед на тоа што Скопје е трусно подрачје. Добар ден.
Добар ден. Вака една тажна тема, но би рекли ве збориме од аспект на геологија, така и на архитектура. Би рекла вака се јас од 70 имам така една книга каде што убаво пишува нели за жал после земјата се направено детално од Југославија, дека Скопје како Скопје збориме нели е дугачко, а е тесно. Него најтрусно збориме како некоја си дупка е буквално сега ќе ви кажам, значи пишува, значи со одредени геолошки истражувања од кисела вода рампа, така како што знам, до Карпуш, кај што е полициската станица. Значи тука буквално партизанска се пишува, значи не 3 страта, значи воопшто да не се гради. Значи тоа не прави така влабнатина дупка, ми се мој документ убаво ако до вашата емисија дојде негде да го прикаже, значи вика буквално да не се гради. Значи има 3 аспекти тука не се гради. Речеме сега на пример околу Тафталиќе еден тука, кај што е Веро, значи тука имало некои убави насади кај што може да се гради. Збориме Скопје секаде е како лими. Значи не ви знае него самиот Земтевско адо, некои градите биле не срушени, некои се срушиле како кула од карти. Значи има многу, пошто интересно Скопје што некојаш тука геолошки аспект зборам и реката Пчиња била тука, негде до Вардар, па се сушува збориме пред 1000 години, така да знаете, тие седименти го прават тоа. Сега би рекла само за архитектура. Еве, тие што знаат да речеме кај нас, значи гранитот нели тоа е од лава. Значи тоа е ништо најтврдо. Би рекла дали би можел да се направат лучи од гранит, кај се збориме нели да се градат врни висококатници. И што би се рекло еве како во Јапонија, и што гледате си на тој аспект. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Уште еднаш за сите оние кои што понатаму ќе се вклучувате, само внимавајте на тајмерот. 90 секунди е за секој гледач, но еве доколку ви се неопходни нови 90 секунди, завртете го повторно телефонскиот број. Јас еве ќе прочитам само еден сегмент од еден статус кој што е денес напишан од страна на Огнен Чанчаревиќ со оглед на тоа што се одбележуваат цели 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Напишал: наместо со постови да го жалиме градов, особено денес, треба да се прашаме што направив да го спречам силувањето на Скопје. Молчешком, без борба го дадовме и го предадовме нашиот град. Бедници, профитери, криминалци кои се представуваат како политичари, бизнисмени, градежници, градоначалници и министри. Скопје во меѓувреме го мразат повеќе од се, кои заради пуста пара се полоши од пиколомини и земјотресот заедно. Секоја педа во градов наш стана легитимна мета за профит, некаде со маркица, некаде на диво. Нема веќе ништо свето, нема историја, нема традиција, а беше убав и навистина мангупски град, пред да те селуваат до непрепознатливост. Па градат ли архитектите и градежниците одговорно и сигурно? Ја научивме ли лекцијата? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Значи, од аспект на сеизмика, сигурен сум дека е добро градењето и безбедно, затоа што, видите, во градбата, тој проблем со арматурата и статиката кошта некои 10% од целата инвестиција, сваѓате? И никој не рискира во тој дел од статиката, значи арматурата и столбовите. Повеќе се штеди и се прават манипулации на останатите работи, особено на занаетчиските, на квалитетот на опремата што се вградува. Таа може да кошта и 3 пати повеќе отколку што е вградена опремата, а вас ја продаваат за, не знам, 1000 и кусур евра. Така да, од тој аспект сигурно е научена овај лекцијата, меѓутоа, зборувам за прописно градење со дозволи, иначе другото диво не разговарам за тоа. Иначе, проблемот на Скопје е во однос на урбанизацијата, затоа што Скопје не е предвиден за 1 милион жители, оваа котлина дозволува простор за 500.000 жители. И тоа со ниско градба, со широки буливари, улици и паркови, куќи на 2 спрата, само централниот дел требаше да биде по таа студија на Кензо Танге и Адолф Сиборовски, разбирате? Ама тоа се применуваше тока 80 години, а после тоа се заборави. И сега, секој како стигне, гради, пикаат зграда на секој чуше, зградата е
Благодарам многу за јавувањето. Еве ќе извеам уште еден коментар. Винсент Мангано има напишано: партизација на луѓето е крива за се. Луѓето изгубија морални вредности за парче лепи, плата без работа, страф од освета и затоа изгубија критична мисла и не можат искрено и гласно да кажат што не им одговара и да се побунат. Само една изборна единица и гласање за луѓе наместо партии ќе направи. Се друго носи во понор до дното. Како и да е, продолжуваме со вас. Еве, дали мислите дека ја научивме лекцијата 60 години по катастрофалниот земјотрес во Скопје? Добар ден. Добар ден, убав ден вам и на вашата екипа. Убав ден и на вас. Така, денеска е Свети Арангел, нека ни е на помош и мир и сите тие што се викаат Ангел, Ангелина, сите им го честитам именденот, им пожелувам мир и благосостојба меѓу нас да си подадеме братска рака. Вака, многу е тешко да се каже за тој ден што навистина отидоа многу животи, слава им и сочувство према нив, меѓутоа тешко е на оние што ги оставија, што ги ставија, а жалат уште за нив. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Еве, ги охрабрувам сите оние кои што ова е дел од проблематиката со која што професионално, низ искуство и знаење секојдневно се сретнуваат, па еве можете од прва рака секако да предочите на јавноста дали всушност градот, архитектите и градежниците одговорно и сигурно и дали ја научивме лекцијата по катастрофалниот земјотрес. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Прво, никогаш да не се повтори оно што ни се случи пред 60 години. На починатите мир и покој на душата, да ги памтиме по-добро, што се вели он по нивните дела. Сега вака. Јас имам една замерка на нашиве градежници, затоа што Скопје како реон, како територија е трусно подрачје. Ја не знам, некогаш јас живеев во Скопје, сега сум во Охрид, значи се знаеше каде зграда, колку зграда бежена. Меѓутоа, сега толку е силувано Скопје, веќе сега зграда, имаше згради, меѓу две згради, уште две се поставени. А како е во дали некои Охрид? тие архитекти размислуваат дека тоа трушно подрачје не може да го издржи тој товар, тој терет. А како е во Охрид, еве? Не еден ден, дали не мора то денес, не мора утре, во догледно време, постои можност да се повтори таа катастрофа. Меѓутоа, единствена од ова има бенефит што сега се гради добро, се гради со многу арматура, со квалитетен бетон, значи во новите градби јас се надам 99% значи да нема да дојде до такви значи несакани последици, може да испука, може све, но нема да има жртви. Али старите градби треба на некој начин кој што се останати од пред земјата. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Сега вака. Поткипно треба да се направи мораториум за Скопје. И тие што му дават дозволи во Скопје и тоа поскитно. Предходниот гледач каза Скопје е трушно подрачје. Значи има хоризонтални и вертикални земјотреси. И значи тие што му дават дозволи градоначалници и тие архитекти на градежниот архитектонски факултет и тебе поскитно да го одговарат. Поготово сега овој што гради згради кај Хориде и Ин и тие човек кој му дал дозвола, ја не знам, тој Герасимовски или кој е, не знам што е уопште на центар и тебе измени подхитно закон да се смене за таа урбаната мафија и да му се постави овај персонален данок и прогресивен данок. И тој што гради кај Хориде и Ин поготово подхитно и да го уасат и да го прашат од кај му се пајте што и гради тие згради кај Хориде и Ин по 15 камиони таму
на секои 10 минути носат цимент. Значи, подскипно тие човек тебе кој му дал дозвола и градоначалникот да го асат и некој да го асат. Значи, 60.000 стана има у Скопје така стоат заклучени. Значи, подскипно мораториум да се направи, поготово во градот Скопје. Благодарам многу за јавувањето. Има уште еден интересен коментар од Владимир Бубалов, кој што напиша: лошата даночна политика е причина за хаосот. Прениските даноци на имот го прават вложувањето во недвижности да е со несразмерно понизок ризик од сите останати. Затоа има постојан интерес за нови станови, цените растат, финансискиот интерес е преголем, поради што корупцијата е неизбежна. Но 60 години по скопскиот земјотрес ја научивме ли лекцијата? Земјотресот не знае за профит, не знае за желби, не слушнал за урбана мафија. Земјотресот знае да дојде ненајавен, како и секоја катастрофа. Па дали сме подготвени, дали се внимава на тоа како се гради и дали архитектите и градежниците градат одговорно и сигурно. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Се јавам од Куманово. Поздрав до кумановчани. Како се гради во Куманово? Се гради ли одговор? Во Куманово мафија цвета, исто како и во сите градови во Македонија. Што да кажам друго, тоа е греота и срамота, згради ќе паднат. Уште некоја година тие доле што се гради на Октомвриска, тие згради сигурно една врз друга ќе паднат. Тоа е греота и срамота и тајки им иде душата на сите што го работат тоа. Само тоа можам да кажам. Тоа нема партија, нема сите се исти. Сите партии гледат што подобро да пројдат, да си земат пари и тоа. Друго не можам да кажам и тоа е срамно, нема никаква човечност кај никого. Сакате да кажете дека воопшто не се гради одговорно и не се внимава на статика? Ништо не се гради, само су питање паре и да ти кажам своја роѓено дете и си ga продадеш за паре. До туј е дошол наш македонски народ. Толку може да кажам. Добро, благодарам и за толку. Сега кога продолжете да не гледате, поздрав уште еднаш до кумановчани кои што во овој момент ја следат црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав, многу ти голем поздрав. Значи, благодарам. Значи, добро си кажа господјата, вистина така е роденото. Во трка за пари ќе си го продаде и детето и вистина така дојде. Тина, значи не се внимава, воопшто не се внимава на каква... Нели сега видовме во Турција која беше зграда за зграда, едната падна, една паѓа, една стои. Значи, тука нешто е стелено на материјал, некој неквалитетен материјал, што се правело, плюс ова урбанизација, ова претерано тина, значи, да дојдеш кај мене од Евармало, ќе се изненадиш, немаш кај да поминеш, значи, уште малку, знаеш како си викам, може ќе им текне и на Рузвелтова да града, само да не им дадам идеја, иначе ќе ни ја скрадат улицата и тука ќе града, значи, нема место каде да поминеш, веруваш или не. И кога беше еднаш земјотрес, јас баш ги прашав, јас живеам точно на Рузвелтова, позади комшиите ги прашава, бе викам, вие што направивте кога фати земјотрес, а се симнавте, нема кај да се симнеме, ако се симнеме през зграда, другата зграда ќе не поклопи, значи зградата се долепени. И каков е овој живот, ја не можам да разберам, значи, што се случи, дали уопште имаме ние човеков дека да каже стоп бе луѓе, стоп, веќе стоп, и се менуваат влади, знаеш како, и јас си викам оваа другава ќе каже стоп, и ни една не кажува стоп. И толку сум разочарана, значи, ние уствари живееме во бетон. Нити имаме зелени околу зграда, ние сме учили школа, а градеш немаме завршено, дека треба и зелен простор да има, значи, да се дише. Ова ништо, само бетон сврти се околу тебе, кај да одам у која населба е бетон. Само да им завидуваш сега на тие во селошто. Еве една интересна информација. Во Турција по катастрофалниот земјотрес кој што им се случи, две згради една до друга. Едната на која што во најдолниот дел, во мезанинот, имала продавница со производи за продавање чаши, стаклени производи, чини и така натаму, воопшто не се срушила, дури ниту една чаша не настрадала, ниту пак чинија. Зградата до неја претворена во сол. Па сега прашуваме дали ја научивме и ние
како скопјани воопшто во Македонија генерално лекцијата по катастрофалниот земјотрес кој што му се случи на главниот град пред 60 години. Дали се гради одговорно, дали се земаат во предвид статиката и секако дали се гради по сите стандарди. Што мислите, ќе слушнеме, верувам, во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав од телевизија. Чао. Поздрав до вас. Намалете го тонот на телевизорот. Вака да ви одговорам. Дали се градат, па мислам се градат сега и сега се гледа према питувањата. Градбите мора да видат према стандардите. Кога граде, значи вака сега. Градењето е од 90 до 90 година. Имаше градби, тоа се изгради, толку остана. До 90-та навака Кекеновски беше, ништо не изгради. Христо Пенов 8 години ништо не изгради. Ови профитери. И навака до 2006 и 98 се градеше нешто стандардно, затоа што домакинската партија која има и домакински архитекти и стандардни се градат. Значи тоа е разликата. Не се сите исти. Имаме верба во тие. Не се штеди ни материјали, ни железа, ни плати на работа. А ништо не изгради. Што очекуваме? Само 96 и 98 кога опозицијата на власт стандардно со очи се граде и се изграде се е безбедно. Значи сакам да кажам и тоа. Жичари се, спортски сали се изградија. Значи Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Одиме со уште еден коментар на Пипи Дамјановски, кој што напишал: куќарките во Дебармало, Тафталидже, Буњаковец станаа зградишта и уште се гнете, ама ќарот убав. Цените растат и не се криви дошљаци. Имотите и куќите не ги продадоа они, туку тие што беа сопственици, скопјаните. И да кажем на сопствениците на парцелите потреска дека треба парк да има таму. Око ќе ти извадат. Ќе нагнетат згради и после ќе ги купат становите, ќе бидат кабает. Како и да е, дали се гради по високи стандарди, дали ја научивме лекцијата по катастрофалниот земјотрес и секако не се гради се уште само во Скопје, туку се гради во останатите градови. Имавме гледачка која што се јави од Куманово, предочи според незино видување како се гради во тој град, така да еве Црвена линија е за сите, особено ги охрабрувам оние кои што се дел од оваа проблематика, значи нивната стручност се врзува за архитектурата, градежништвото, секако да предочат дали всушност се внимава и на статиката и дали се гради по високи стандарди. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, како се гради во Прилеп, еве? Па верувам дека според некои стандарди се гради, иако не би се согласил дека некој што вика до 90-та беше се совршено идеално и на 8 септември, на тој ден, после 12 ноќта, стана се за никаде. Која е та логика? Ние сме исти луѓе и пред 8 септември и после септември, исти луѓе сме. А какви луѓе сме по скопскиот земјотрес? Какви сме како архитекти, урбанисти по 26 јули 63-та? Тие експерти дека се досвоени како луѓе, дека треба да имат наум, дека луѓе дечиња живеат во тие згради, дека треба да се пази, да се внимават, има некоја сигурност при евентуален, не дај Боже, нареден земјотрес. Но пред се да кажеме денеска е Свети Архангел Гаврил. Честити имиња на кои се викаат Гаврил, Гаврила или Габриела. Нека им се вечни имињата. Честити слави. Воедно да кажам дека чудно е што ете, значи, Богородица на Скопје заштитничка, Свети Архангел Гаврил како благовестник е поврзан со Богородица, пак
се надам дека скопјани ќе почитуваат мајката Божја како наша заштитничка, дека црквата ќе се догради и да се освети Свети Константин и Елена до дом на армија. Оти ова власт дава пари за геј парадија, за Божи храм пари не дава. А кажете ми во Прилеп дали е зголемена урбанизацијата и изградено многу? Па се изгради доста, дори беше на ВМРО на власт, катни гаражи, цркви, патишта до манастири, нови конаци, Трескавец, Зрзе. Добро, во ред, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. И јас ќе подсетам дека на 023070005 има 5 активни линии, така да добар ден ете. Во програма сум. Да, повелете. Вака, среќен празник на Рангев, пошто денеска е негов ден од Визбегово. 12 години сме работеле у иста фирма. А сега за стручност. Стручност. Уште кога се правеше трговски центар, проектант Кензо Танга, нека му е вечен дом, умре оваа година. Он ни кажуваше и советуваше, Господо, не правите, не трошите азбест, мазбест, тие театри, меатри, банки, манки што се направија позади. Скопле, како што беше пред земјотрес, толку е предвидено. 250 до 300 илјади граѓани. Зашто сме под вода? Еден пример. Железничка, пола падна, пола не. Каршинезе, Бристол не. Арапска куќа не. То е хотел Јадра. Кој става и искрен материјал? Покојниот Алиш, Шабан Алиевски. Ако требаше осмица арматура, он ставаше 12-ка. Ако 12-ка, 24-ка. 29 ноември. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ева едно подсетување дека на 7 јуни оваа година се одржа конференција по повод 60 години од земјотресот, на која што учество зема реномирани светски архитекти, како и 110 години беше одбележано одраѓањето на Кензо Танге. Всушност, гостите беа дел од меѓународната научна конференција Проект Скопје во организација на Архитектонскиот факултет. Подсетувам, тоа се случуваше на 7 јуни, која се организираше за одбележувањето, значи во пресред на денешниот ден, а тоа е 60 години од земјотресот во Скопје, но и 110 години од раѓањето на јапонскиот архитект Кензо Танге, кој одигра многу значајна улога во планирањето и на изградбата и реконструкцијата на постземјотресно Скопје. Па еве дали 60 години по земјотресот се гради одговорно и по сите стандарди. Добар ден. Добар ден. Значи, ја повторно се јавувам. Така да некоја секоја час и чест за господинот Кензо Танге, меѓутоа за жал од тоа една железничка станица, не знам да изврши на прсти некои објекти што се направија. За жал требаше градски зид, пошто јас сум центарско дете, тука бев во центар и тука преживеав. Така да мојот татко беше, како сега, овие инвеститори, нашата куќа беше, господин слушам, вика Скопје кирпич град, не е точно, Скопје беше со цврсти град, еве ја кај што живеев кај у центар, кај Млин Балкан, кај Амаса, тука сите офицерски згради, ништо не им видна. Значи, куки имаше, не беше тоа ништо, кирпич центарот, исто згради имате поред кеј, значи, имаше доста цврсти градби во Скопје, меѓутоа и во Карпуш беа многу згради, за жал 13-та зграда се сруши како кула од карпи, околу незе други не беа. Значи има некои дупки, како да кажам, во површината каде што се гради, каде што треба подобро да се испита. Меѓутоа Кензо Танге рече дека до 4 спрата треба само да се гради. Градски зид почна овде капиште да се гради по 4 спрата, меѓутоа за жал урбаната како и сега
и тога секој гледава и да нешто да како да се збогади на народот, на маката, буквално така доаѓа и почнаа да се ги градат нагоре. Не требаше да биде тоа само на некој 4 спрата. За жал кај нас не се почитува и ден денеска и многу ми е жал. Но нас секако не ни е жал, еве што и по втор пат се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Јас во продолжение веќе извеам и дел од интервјуто и разговорот со кустос советник и архитект на Музеот на град Скопје, госпоѓа Јасминка Намичева. И еве ќе потсетиме дека по кобниот 26 јули 1963 година, кога разбудената енергија го срамни со земја за спаниот град и остави повеќе од 80% од зградите во урнатини, Обединетите нации вложиле исклучителен напор за реконструкција и редизајн на Скопје, поканувајќи во обнова да се вклучат голем број светски архитекти, меѓу кои Кензо Танге од Јапонија, Јаб Бакема и Ван ден Брук од Холандија, како и Константин Доксиадис од Грција. Дали денешните архитекти и градежници одговорно и сигурно градат, колку се внимава на статиката и колку всушности научивме од она што му се случи на Скопје пред 60 години? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, јас по втор пат се јавувам, ако ми дозволите. Секако, веќе е дозволено, повелете. Ти благодарам. Вака, Тина, јас да не бидам папагал, знаеме сите дека Скопје е трусно земјиште и дека тектонските плочи двете. Знаеме дека се спојуваат тука. Како да се изразам? Има спојување на тектонски плочи. Зар само јас го знам како обичен граѓан, овие архитекти, градежни инженери и стручњаци, тоа проблематика не ја знаат. И зашто они сега прават висококатници? Зашто не прават ниска градба? До А2, до 5 плюс подкровље. Такво е земјиштето трусно. Кажа еден господин претходно дека за аеродром или господја беше нивото се спуштало за неколку сантима. Па за реве, јас не сум роден во Скопје, јас сум гостивар роден, живеам и децата ми живеа, знае дека мочуриште беше, знаеме дека таму тие мачиња ги собираме на времето како деца. Тоа беше мочуриште. Како ќе правиш во една општина и во едно земјиште кај што е загрозено, тектонски е загрозено. Ја не знам, свеста само пари, овие нема никакво искуство, не го интересира човечкиот живот, него само бизнисот и парите. И затоа треба свесни да бидат градоначалниците и советниците во нивни раце се. И затоа такви грешки не треба да се поноват. Ви благодарам и Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега ако продолжуваме со вас, добар ден. Добар ден, Македонија. Еве во Прилеп сигурно вие сте, така? Од Прилеп што се јавувате. Дали новите градби Градот Кева и Прилеп. Така, дали во Прилеп еве новите градби се градат по сите стандарди? Како? Се радевам дека се градат, но нешто би побарал од вас од Лупевска како ваш уредник таму што е, нели, код емисијата да истражите. Сум слушнал дека според некои е вистина дека огромни пари кои Скопје градот, значи наш македонски ги добил од цел свет, нели после земјотрес, дека дел од тие пари се насочени за градење на нов Белград. Би сакал да, еве, како телевизија повикувам тоа да се истражи, ако е така, тоа вистина е голем греф и злочин да пари што биде дадени од цел свет за Скопје да бидат дадени за тој град во Белград, а Скопје да остане пак, така да речеме, едно така скромен град. Еве дали денеска парите се даваат онака како што треба во однос на тоа да биде статистички исправно и да се радевам дека е така, гради одговорно. Дека не се држни тие газди или на градежни фирми па да стават како во Турција шишиња пластични во зидовите, не знам други работи, но велам повикувам пред се луѓе, благодарете дека сте здрави и живи, дека деца ваше станале здрави и живи. Благодарете на Бога и на мајката Божја која нас топи заштитничка. Не бидете богохулници како Тито, антихристот, кој го искористи и Македонија како колонија, само од нас профитира и како и не обезличува како македонци. Неговите поданици се СДС кои сега уништуваат. Значи зборуваме, темата е за како се внимава на урбанизмот, никогаш да не ги политизираме до крај работите и да не
да не се повторуваме постојано со истото. Меѓу другото, зборувавме за статика, ја направив еден мал лапсус лингва. Статички мислев, не статистички, но еве и статистички гледано Скопје е пренатрупано, но она што е најважно, дали всушност и кога се гради толку голем број на згради, се градат одговорно и секако сигурно, со оглед на тоа што секогаш треба да бидеме подготвени, барем кога станува збор за непредвидливи катастрофи. Како онаа што ги разбуди скопјани во 5 часот наутро и 17 минути, точно на овој ден и тоа пред 60 години. Добар ден! Здраво! Здраво! Па види вака, земјотреси се случуваат по планетава секаде. Значи, во моментов сега додека разговараме, некаде тресе се, некаде со послаб интензитет, некаде со појак. И тоа е добро, значи, живееме на планета која е жива, не во смисол жива како човечко суштество или нешто друго, него има активности и се случуваат тектонски активности, затоа и е таква каква што е. Као по некое правило, земјотресот директно не убива, да речеме, да прави некоја белја така да убие некого, било што. Претежно предметите, околните што се тука, се подложни на рушење, на паѓање и така да... Понекогаш и земјата се отвара, така да... Па земјата се отвара, па има раседи, па има тектонски плочи, па има некоја, да речеме, нашата, да речеме, тектонска плоча е таа афричкиот дел, кој се подметна е под европскиот дел. Така да тоа се буткат они цело време, си прават меѓу себе судири и чуда, ако дојде до некој поголем судир, во Јапонија се подготвени, еве ние колку сме блиску до Јапонија да бидеме подготвени. Не, далеко сме ние од Јапонија. Тектониката тука е смирена, инаку сакам да кажам дека одговорно и сигурно не е ништо кај нас. Од плурализмот. Поздрав. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Инаку, еве, ќе подсетиме дека токму како резултат на поземјотресната изградба, идејата за обнова во современ урбан центар, Скопје имал таа среќа повеќето ново планирани јавни колективни стамбени објекти да бидат создавани од домашни архитекти кои ја застапувале тогаш бруталистичката архитектонска стилска идеја со која македонската метропола станала и препознатлива. А во последниве години особен интерес светската архитектонска јавност појавува токму за овие зданија кои се наше недвижно културно наследство и кон нив не се има доволно нега. Но дали се гради одговорно? Факт е дека се повеќе се гради, има огромен број на дури и празни станови, згради никнуваат секое утро, слободно можам да кажам. Но еве, колку сме подготвени, не дај Боже, доколку се случи повторно. Добар ден. Добар ден. Како се гради во Македонска каменица? Има ли многу згради? Во Македонска каменица големи згради не се гради. Куќи се гради. И тоа стандардно ги гради. Нема. Нема кој да ги гради, и нема кој да сели. Си цели ја народ. Тоа јас петам. Некој статството дојде, се направи куќа. И тоа е. А се гради стандардно, гледа по 2 по 3 тона, женето. Но, сакта работа да се. Седам ја, хали. Сега има материјали. Секој требаше материјали. И се гради. Се гради да стандардно, а во Скопје не знам што правам. И сам дека, и тамо треба да биде така. Но, некој кој крене парите. Ако ти не ги ставиш парите во материјал, треба да го ставиш до земја. Тоа е тоа, пиете поздрав. Пиете поздрав. Пријатно, благодарам многу и вам за јавувањето. Секако, еве, иако денес зборуваме за 60 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје, кој што се случи во 5 часот наутре и 17 минути, секако за овие 60 години се измени не само главниот град урбанистички, туку верувам дека и останатите градови низ земјава
претрпеа своевиден урбанистички шок. Па како се гради еве и во останатите градови? Секако сакаме да слушнеме дали еве во 2023 се запазуваат потребните стандарди, се внимава на статиката и всушност се гради одговорно. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Вака во врска со темата. Архитектите и градежниците. Треба мала разлика да се направи. Нели архитектите повеќе ги сметаме за уметнички души, нели? Така, тие проектираат. Тие го даваат изгледот финален, меѓутоа одговорноста е подала на градежните инженери. Значи, по катастрофалниот земјотрес, нашиот градежен факултет во Скопје наметна нови методи на пресметки, многу сигурни и многу достоинствени. Значи, нашите градежни инженери насекаде во светот се добро прифатени и тие се навистина квалитетни. Тие работаат, нели, кога проектираат одреден објект, дури над 9 степени по Рихтерова скала да може објектот да издржи земјотрес. Може фасада да пукне, меѓутоа никако да има жртви. Се работи конкретно за еден урбан проблем, каде што премногу општините со несоодветни луѓе даваат дозволи, каде што посвата која се понаша како сунѓер, сега е заменета со бетон и асфалт. Затоа се случуваат и поплави, затоа се случуваат и некои појави, да речеме, дневни. Благодарам многу. Пред се што еве од ваш, колку што имам впечаток стручен агол, се го изнесовте вашето видување во црвена линија, но и ќе подсетам 90 секунди ни е време треењето, така да еве слободно уште еднаш завртете го нашиот телефон, како и некои од гледачите, за да еве се доискажете и се разбират да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ви кажам два раритета во однос на одговорноста и сигурноста во работа на времето околу земјотресот. Значи, прва е зградата на синдикатите во центарот, кој што тогаш се викаше Работнички дом, само што беше изградена пред земјотресот и пуштена во употреба, си дозволиле изведувачот надзорот во согласност со проектантот да зградат повеќе материјал во централниот столб на носивост, разбирате? И се отвори постапка, демек завршна сметка, потрошиле многу пари. И само што се случи земјотресот, за среќа нивна, после ги фалеа и ги наградува. Втората работа, што е исто таква интересна, за време на поплавата, мостот кај банките, статиката имаше праено професор Миладинов, мене ми предаваше статика, и тој беше многу совесен и одговорен човек, и само што го направија мостот, значи чека носивост на бетонот да се постигне за толку колку денови треба, и се случи поплавата. И верувате или не, човекот живееше во центар, тоа се зборуваше во Скопје на Велико, као анекдота, дотрчал са вајле по пижами на мостот, да види дали ќе му издржи мостот, пошто не била постигната цврстината, сваќате? Такви луѓе работеа во тоа време и затоа тие објекти останаа. А другите објекти, само земјотрес може да каже кој е добар, кој не е. Благодарам. Благодарам многу. Е добро што се вклучивте, па некако и не насочивте да ги подсетиме сите оние кои што добро го паметат делото, односно драмата Парадоксот на Диоген, која што е на македонскиот автор Томе Арсовски, објавена во 1961 година. По жанрот е како еден вид своевиден судска драма, каде што главен протагонист е Драшко Каровски, всушност млад и надарен инженер, на кој му се суди поради тоа што хотел кој што тој го проектирал се срушил и при тоа нормално резултирало сето тоа со човечки жртви и големи материјални штети. Интересно е дека драмата е објавена 1961 година, 2 години пред катастрофалниот земјотрес на Скопје.
Како и да ја продолжуваме со вас. Добар ден. Добро вечер. Зарем веќе ви е мрак на очи? Чим се разговара за ваква тема, на секој треба да му биде мрак на очи. Едно тоа, ама после 5 сато, 6 вечер, добро вечер треба да се кажува. И убаво да не биде вечерта. Па така и вие, како го паметите вие скопскиот земјотрес? Јас имав 9 години, се сеќавам многу, покојниот ми татко ојде да работи в Скопје. Не да работи, него на помош таму. Не знам, се договорија многу души и заминаа. Може 2-30, 50 заминаа. Да помагаат, да онадат. Не знам зашто. Земјотрес никој не го предвидува и никој не може да каже оти сега че има земјотрес. Така, но еве Јапонија гради одговорно, статиката се внимава, еве слушам. Никој не може ништо да гради одговорно и не може да се гради, да се разбериве на работа. Ако земи земјата да се мешат, ако сака нека биде 1 километар зграда лево-десно, ако се меша земјата, завршена работа. Него знаеш што е проблемот Скопје, треба да се оставите едно 200.000 народ, другото да се отера по селата. По селата да оживеат и да биде убава држава. Иначе од оваа држава, сега моментално како што се терат, тоа е тиши чапка. Ајде, поздрав сеу. Поздрав, благодарам за јавувањето. Еве, интересно е, бидејќи ги спомнуваме, јапонците секојдневно имаат, се разбира, постојано се изложени на високи магнитуди, како што и оваа во 2011 година, кога Јапонија беше погодена од 9,1 по Рихтер земјотрес. Па еве, погледнете на оваа снимка, каде што и земјата се отвара. Погледнете како зградите се во мирување. Тоа е она по што се препознатливи јапонците со оглед на тоа што особено сите средства и внимание е насочено кон статиката. Таква им е судбината да бидат на исклучително едно трусно поднебие, но еве и ние сме на трусно поднебие, па колку се внимавам, тоа е она што прашуваме и се гради одговорно, особено во последниве години. Тоа е она што ве прашуваме во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добро. Ете така. Бидејќи јас се слушам од другата страна. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Јас сум од Скопје. Така. Веќе сум роден од Скопје. Памтам, земјотрес има 8 години довеќе. Така. И така да во Скопје има јаки архитектури кои што знаат да работат. Например, работничкиот дом, кога се правеше, знаеш, тој што изведуваше работите, му икале многу материјал си ставил таму. И зошто други не унадија како него што направат во граѓанината. Ме сваќате? Та и ве слушаме, продолжете. Така да имаме јаки архитектури кои што работат на градежни работници. Само тие не сакаат да работат, тоа е проблем. Иначе имаме јаки, убави вака инженери што работат. Така да, ако работат како што треба, ние на зграда нема да уназад. Тоа ми беше зборот. Тоа би било се. Поздрав, хвала. Поздрав, благодарам што се вклучивте и вие во Црвена линија. Еве и нешто од Твитер, сушност твитот денешен на Зоран Кардула, кој што напишал во спомен на жртвите од земјотресот Скопје 63-та. Како и да е, стигне и времето за реклами во ова издание на Црвена линија. А по рекламите, како што и секогаш е во рамки на Црвена линија, дојде и времето да се соопштат резултатите од Инстаграм стори анкетата. Тука уште еднаш ќе ве потсетам задолжително да не заследите веќе во утрешниот ден, да бидете дел од Инстаграмџи кои што
даваат одговори на нашите анкети. На денешното прашање дали новите градби се градат по сите стандарди, со да одговорија 13%, а со не одговорија 87%. 100% топло препорачувам да останете со програмата на Телма телевизија, да ми останете во добро здравје и секако да ви се заблагодарам на сите вас за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Ние се гледаме во нашиот стандарден термин утре. Довидување.